А телевизиската работа е динамична работа. Многу пати оваа недела повторивме и секогаш ќе повторуваме дека ние новинарите, без колегите кои се наша техничка и логистичка поддршка, не можеме во ниеден случај да понудиме квалитетен и професионален аудиовизуелен производ. Нас не гледате пред екраните, но зад нас стоят многу повеќе луѓе, еве, например, и секој утро, без кој што ни една емисија, ниту пак еден прилог не би изгледал комплетен. А кога ќе се спомена зборот професионалци, па е во контекст на бројката која што ја одбележуваме, почнува да се формира една долга листа на имиња. Следните две се неизоставен дел од истата. Едниот режисер, другиот камерман, долги години во делот македонската телевизија, строги, темелни, непоколебливи, особено сум горда што и од мојот професионален развој беа дел и најубавите моменти токму од изнаењето од нив успеав да го украдам низ годиниве. Живеа и работеа за и во мигот. И тука немаше ниту дискусија, ниту дебата. Оно што го креираме сега е фокусот и на ништо друго не се мисли. Особена гордост и задоволство ми е што можам добро утро да им посакам по неколку години повторно на колегите Мирослав Грбевски и Зоран Нефовски. Добре не дојдовте. Добре не најдовме. Ке започнам со бројките, така генерално започнувавме со сите кои што помина овие денови низ утринската програма, бидејќи бројките говорат се во контекст на работата и она што вие го оставивте во македонската телевизија. Мики 38, Зоки 43, дел од креативниот тим на македонската телевизија, исто толку години одговорени за визуелниот производ кој што пристигнуваше до гледачите секојдневно. Кога и како почна поединечно приказната со МТВ? Најпрво, добро утро, честити јубилеј, 80 години радио и 60 години телевизија. Да сте ми живи и здрави, уште многу години, да дочекате пензија, како што ја дочекавме ние. Иначе, мојата приказка почна во 79-та година. 78-та, 79-та, така нешто беше. Со тоа што неколку години бев хонорарец, па после тоа ме примија устален работен однос. Меѓутоа, љубовта се роди многу пред да дојдам у телевизијата, пошто бев член на Киноклуб 300, па се занимава со краткометражни филмчиња у основно училиште и така натака. Љубовта према камерата е уште од Супер 8, филмска камера. Интересна професија, убава професија, за тој што ја сака професијата. Треба да имаш мирно око не у смисол на трепкање, мирно око у смисол на кадар, раце, кои ќе функционираат мирно, и мозок кој у даден момент, поготово у директните преноси, тоа е најизразено, затоа што топчето од 120 км на сат, ако не го пратиш, ќе ти избега. Знаеш? Толку е мигот, да. Толку е, овако, тоа се милисекунди више. Така да, и да сакаш професијата што ја работиш. Тоа е клучно. Прво и основно. Кога би се родил, пак би ја одбрал, само пак у моето време, само со можда посовремена техника и технологија, него што ја имавме ние. Убава комбинација е тоа. Да. Учевме од врвни маестори кои се 90%, ако не и сите, више починати. Со врвни режисери кои ни знаева што сакаат. Значи, они доаѓаат у студио и знаеат што сака. Еден од нив е и он. Да. Така да, затоа ја со него сум затоа ви скомбиниравме така, 40 години заедно. Малте нека у петок и субота сме. Затоа направивме таа комбинација, да. Добро утро, Заки. Добро утро. Ви го честитам јубилејот.
ви посакувам уште долги години вака да работите. Па што ви кажа да се надоврзам на моабетот на Мики. Што значи 43 години делот? 43 години, макотрпна работа. Нема празник, нема делник, нема одмор, нема веселби, нема свадби. Нон-стопна работа. Што би ви кажал другов? Треба да си ја сакаш работата и да веруваш во она што го работиш. Ако не веруваш, ама пред се, ова е тимска работа. Многу е важен тимот. Со кого работиш? Затоа што кога сме работили, јас сум работил и на дневник, и на музички емисии, поготово на спорт највеќе 34 години, сум прилагодувал работата спрема екипата со која работа. Ако имам добра екипа, тогаш можам да импровизирам, да направам. Ако немам, тогаш наједноставно. А и секој пат едноставноста е и совршенство. Така е. Деновиве правиме своевидна ретроспектива на работата низ годиниве во македонската телевизија. Тоа значи дека будеме и многу сеќавања и многу спомени. Ако можам да ве прашам дали би добил одговор кои моменти се дел од најубавите спомени од работата, бидејќи не се малку, ни години, ниту спомени, мене ако би ме прашал некој не би се сетил. Ако се многу. Значи, сега пробувам да се присетам на овако. Убави спомени имало во секој случај. Ако ви речам дека за овие 40 на години сум запознал некој можда 50.000 луѓе. Ќе кажеш голема бројка. Што од пејачи, што од глумци, што од политичари, што од доктори, од сите можни професии. Со некои сум и ден-денеска близок. Тоа си го носи работата. Тоа си го носи работата. Убавината е некогаш Ники, предизвика. Сјајот во очите на смевката кога се говори за тие моменти се кажува. Значи, секој проект, дали на времето првото скијање, дали Европското првенство во ракоме, дали Балкански шампионати. Тоа спортот, Зоки, спортот е врв у целата приказка, поготово зарад тоа што во живо. Секоја работа си има своја тежина. Не можеме да ги делиме, ова е потешко, ова е полесно. Секоја работа си има своја тежина. Кога снимаш, да кажем, народна музика или забавна музика или, не знам, играна програма, споровозно е тоа. Ама пак се вложуваш. Добро. Тоа се тие конструктивни дискусии. Пак се вложуваш. Се вложуваш. Тоа е, ако не се вложиш, нема ништо, нема никаков. Кога сме кај вложувањето, мора да споминеме дека факт е дека едни од најобимните преноси ги има направено токму македонската телевизија, цела новинарска, техничка, логистичка екипа која што имаше полни раце работа низ годиниве. Тоа значи да се работи ова што го кажавме во најавата, во и за мигот, бидејќи тоа е тоа. Сте правеле преноси и од многу убави настани, и од многу настани со кои што се гордееме. Сте правеле преноси и од настани кои што некако сакаме да ги потурнеме длабоко во меморијата, бидејќи емотивно ни биле тешки да ги поминеме. Тоа се мигови во кои што целата екипа треба да е фокусирана и концентрирана, бидејќи таа секунда е најзначајната да ја види гледачот, но не била секогаш лесна да се помине. Па видете, гледачот не знае што се случува во репортажната кола или во студијата. Во телевизија нема извини. Отиде во етер. Значи, толку треба да бидеме сконцентрирани и да се договориме што ќе правиме. Секој да се знае својата работа. Штом ќе се обединиме сите, успехот е неминовен. Импровизација не трпи телевизија. Мораш да го подкрепиш новинарот, коментаторот, со слика, телевизија, слика и тон.
Извини ме, тоа се Конкретно. однесува и на, да речеме, првите преноси од Маврово и Шапка 96-та скијање. Да. Тоа е еден од моментите кои што може да ги одвоиме. Мики не знам на колку настани, на колку преноси Од спортот, мислиш? да, но како еден од најтешките моменти морам да го споменам, бидејќи се сеќавам на кадрот кога токму вас ве видов неколку пати на преносот на погребот на Тоше Проески. Тоа е нешто што едва и се минува и едва и се преживува. Сега се ежа. Мислам, најрадо би го заборавил. Да може. Како и сите ние, да. Да можам најрадо би го заборавил. Ситуацијата беше што во едно просторче од 4 на 4, толку беше просторот околу гробот. Имаше толку многу народ, што не знаеш што више да дадеш, а да не паднат некој у несвест, да не... Да ги да не поштедиме биде и морбидно, да гледачите ги од друга поштедиме страна, гледачите од друга треба страна. да сме внимателни кон Овде нив. ти дише премиерот и председателот, позади грб, овде ти е сандакот, овде ти се роднините кои... Зборуваме од аспект на И сега, тежината на моментот, да. Кажувам, немојте да ме уклучувате, ова е морбидно. Тешко да се преживее. Тешко, прво јас не можам да го преживам. И на крајот завршив у амбулантно Како и возило голем на дел од брза екипата, помош. Така. Кога завршив целата церемонија. Затоа што, знаеш, емоцијата си го направи своето. Така, апсолутно. Емоцијата си го направи своето. Зуки, што значи да се прават такви обимни преноси како овие кои што ги спомнавме од Шапка и Маврово? Тоа се првите преноси скијање. Така. Тоа е првиот пренос Маврово, февруар месец 96 година. Претходно има направено балкански шампионат, али со одложено емитување. Бидејќи конфигурацијата на теренот во Маврово не дозволува линковско поврзување. И ова е првиот пренос во Маврово, потоа на Попова Шапка. Нас не беше тешко, кубуравме стално со техника. Скијањето знаеме како се прави. Со 10, со 15, сега може и со 30 камери. Ние тогаш го направивме со 5 камери. Како со 30? Па, Така некако изгледаше визуелно производот, така нели? изгледаш, така изгледаш. Има една анекдота. Све некои странци ни носеа. Века да не подучуват. И доаѓа еден, гледа одбојка, правиме салава на работнички со 3 камери. Он режија, ние тројца камермани, у една минута, да кажеме, ќе измениме едно 10 на 15 кадра. И тој гледа вака на излез. Вика, после тоа, како вика ова го правите, вика, со 3 камери, демек. Ама, кога се читаш, кога се знаеш, меѓу себе. Ја не треба на повратна слика да стиснам, да видам што кадар ми држи колегата. Си ја знам, го знам него, знам он што ќе убоде. Така да, многу е лесно да го... Сега, што толку ни беше снагата технички, тоа е друга приказ. Добро, ама имаше другарство. Да, имаше другарство. Ја на Шапка, например, правеше све. Најгорната камера на старт, таа е засебна од репортажната кола. Пошто така немавме кабел за да угоре. Линк, агрегат, све се носи горе. И со радиостаница ми вика, сега си у пренос. И ја по скијачот. Зашто видиме дека се како петок и забота? Зашто заедно ги донесовме во комбинација? Сега си вика. И така. Луѓе кои што еднаш работеле во медиум и после пензионирањето едноставно тоа го носат со себе, така живеат до крајот на животот. Затоа сакам да ве прашам, бидејќи споменавме денеска не само во медиумскиот простор и не само во Македонија, во светот, секаде, луѓето емотивно се сеќаваат на некои поминати времења и велат секаде постоеше поголем
професионализам и секаде во сите сфери луѓето повеќе се дава. Така велат. И повозрастните, дели и од помладите што слушале приказни се согласуваат со тоа. Па затоа ќе се дозволам да ве прашам, бидејќи следите медиуми денеска, што е она што прво денеска го забележувате на телевизиите? Што е она што денес нели, ајде го поставам прашањето врзано со вашата професија или целокупниот ТВ производ? Што ви паѓа во очи прво од професионална гледна точка? Па добро, сега се технички телевизиите поопремени. Многу е полесно за реализација на емисиите, во наше време беше сосема друго. Правевме со 3-4 машини ефекти за да го добиеме крајниот производ, да изгледа нешто, да личи на нешто. Јас кога ги гледам овие снимки, што да не сум бил дел од тоа време, некако како да ја чувствувам убавината во нив. Колегијалност. Извинете што ме прекинав. Не. Па ви кажав, ова е колективна работа, зависи од секого. Сите треба да се вложат во работата, за да испадне како што треба. Техниката е најголемиот проблем. Сега е веќе друго. Ние шапка работевме со 4 камери. Не знам, други преноси со 3 и со 2. Тек негде 2008 година Европското првенство во Скопје за жени. Земавме кола со 13 камери. Тоа е веќе нешто друго. Кога ја гледате програмата, размислувате од режисерски аспект или од гледачот аспект? Не, секопат. Не, секопат. Ја не можам да бидам гледач. Никопат. И сигурно дома ве оставаат сами да гледате телевизија, си имате посебен телевизор. Да, посебен телевизор. Да не ги слушаат коментарите. Јас си ги и ставно супругата ќе ми рече, доста ги караш, доста ги појако е тоа од мене. Не, ама секоја генерација си носи свој белег. Не можеме да кажеме ние дека во наше време беше најдобро. Да. Значи секоја си носи свој белег. Кристина, предлагам да направиме една мала измена додека ни се во студиото. Може ли да го погледнеме прилогот за техничката екипа? Кажавме еден многу важен момент. Медиумите колку и да каскаат со опрема. Луѓето кои што работат позади таа опрема, ако се желни за работа, ако се мотивирани за работа, ако си ја сакаат професијата, што кажавте, може од 3 камери да изгледа како 30 камери, странците да ни се чудат, што правите вие како тројца луѓе, а ние тоа го правиме 30. Ама видете, ние секој пат кога правиме пренос или емисии, правиме за луѓе што разбираат. Сигурно некој замерил и приметил дека се со 3 камери. Како ние сега што гледаме, и ние кога сме работели, некој друг ги гледал преносите и уочил дека се со 3 или со 4. Еве дел од техничката екипа на МТВ да представиме кои се нам ни помага за себе ова да изгледа вака како што изгледа. А потоа и последното прашање како го гледате јавниот сервис низ годиниве кои што ни доаѓаат. Техничката екипа има незаменлива улога во креирањето на телевизиската програма, од поставување на камери до обезбедување безпрекорен звук и осветлување. Во светот на телевизиската продукција, главниот продуцент е движечката сила зад создавањето на успешна програма. Одговорноста на продуцентот започнува со развојот на концептот и идејата, до продукција и постпродукција на финалниот производ. Наталија Зафировска е главна продуцентка во првиот програмски сервис на македонската телевизија. Главниот продуцент е најважната карика во телевизијата. Ако се има предвид дека за успешност на еден ТВ проект се добро организираните подготовки за истиот, тогаш важноста на профилот главен продуцент само се потврдува и добива на значење. Оваа професија учествува во реализација на сите телевизиски програми, без разлика на жанрот, дали се сопствена продукција или копродукција. Ќе кажам дека тој учествува од идеја, подготовка, реализација и постпродукција на сите телевизиски проекти. Соработува со сите останати професии во тимот, како што се, например, режисери, сниматели, сценографи, новинари, тон мајстори, мајстори на светло, монтажери, технички лица и многу други. Тој е водач на тимот. Секогаш прв доаѓа, но последен си заминува. Во создавањето на телевизиската програма, клучно е обезбедувањето високо квалитетно аудио, што ја надополнува визуелноста.
почитувани, денеска се наоѓаме во Мастер Собата. Сега веќе работи. Камчев, вие сте одговорен во македонската телевизија за аудиото. Што значи, која е вашата обврска тука? Што правите вие за гледачите да може да не слушаат нас новинарите? Прво, не сум јас само одговорен, има цело оделение, тонско оделение. Едноставно, телевизија без тон е како аквариум. Вие можете да гледате сликата, да уживате у сликата, ама без тон не е потполно. Тоа. Работиме на одржување на тонот да биде како што треба све. За мастер инженерите се вели дека се мозокот на телевизијата. Нивната улога е да ги обезбедат сите технички елементи на телевизиската продукција и да бидат подготвени за емитување. Покрај медиумските работници кои се пред камерата, има работници кои работат позади камерата. Тоа се инженери, техничари и други луѓе што обслужуваат, значи, за да оди програмата. Во Мастер доаѓаат сите сигнали од Евровизија и од целиот свет. Значи, сите олимпијади, сите преноси од целиот свет, од нашите репортажни коли доаѓаат во Мастер и ние потоа ги проследуваме до режиите каде што се емитува, значи, нашата програма. Прва програма, втора, трета, четврта и така натаму, значи имаме повеќе програми каде што можеме сите тие работи да ги пласираме. Без работниците позади камерата нема да биде целосна приказната на македонската телевизија. На терен, за новинарите е важно навремено и безбедно да пристигнат на местото на настанот. Возачот Тасе Куновски 40 години ги превезува новинарите на македонската телевизија. За овие 40 години ми е задоволство што сум во МРТ, иначе работната задача ми е мене како воzač. Јас со екипата на МРТ, тоа е целосна екипа, снимател, светло, тонес, новинар и некогаш и поголема екипа, да ја однесам до местото кај што треба да се снима и безбедно и брзо и да ги вратам. Иначе мојата работа е за одржување на возилата, безбедност на возилото и редовно сервисирање. Задоволство ми е што се вика за овие 40 години што работам во МРТ. На време е многу важно да се стигне, но и безбедно. Сме имали, знаеш и сами од какви случаи невреме, али кога треба да стигнеме до настанот кај што е, секогаш сме биле брзи, безбедни и со помош на екипата сме стигнувале до целта. Иако гледачите можеби не секогаш ја гледаат работата на техничката екипа, нивниот придонес е од суштинско значење во создавањето квалитетна телевизиска програма. За да го заокружиме разговорот, не требаат уште многу минути, но знаете сами што значи телевизиската работа и секоја секунда која броиме. Камерата и режијата е цела наука и тоа се учи ако се сака, како што споменавте. Како и каде ја гледате иднината на јавниот сервис и каков би сакале вие да го видите во годините кои што доаѓаат? Немам представа да ти кажам, пошто толку брзо се развива оваа техника и технологија, што и да кажеш... Ќе дојде утре. Да, ќе дојде утре више и застарено ќе биде. Така да, оставам вие да кажете последно 20 на години како сте ја доживеале телевизијата од денов па натаму, а ние да ве слушаме. Договорено. За едно 20 на години вајда ќе... Правиме договор, ќе бидете тука, секако, да. Ве планираме. Здравје. Па, јас ја гледам македонска телевизија. Емотивно сум врзан. Половина од мојот живот го поминав овде. Малце ми недостасува документарни филмови. Ми недостасуваат детски серии. Ми недостасуваат образовна програма. Сега вие си знаете од објективни причини зашто не произведете таква програма. Сега имате техника, сега можете све да направите. Само ако сакате и да се организирате кој што треба. Мене знаете што ми недостасува?
Ми недостасувате вие. Ми недостасува она Кристина, исправи се. Кристина, фокусирај се. Пази. Да, пази. Пази, одиме. Најави ова. Не таа најави. нога прекрстена, другата. Но на вистина многу ми недостасува и секоја позитивна, конструктивна критика и дружбата Па, и слушај, убавите мигови. ако ние како тим, пошто сме тим, сите овдека собрани, ако ние не кажеме, слушај, исправи се, ова ти виси, зачешлај се, ти машната намести, и така натака, тогаш ондак зошто сме тука? Така е, апсолутно. Зошто сме тука? Се со цел да има пубав телевизиски производ. Апсолутно. Затоа не замерувам, не забележувам на повисоките тонови низ годините. Тоа, како велат, од љубов те караш, сине. Да. Се за добро и Апсолутно. за интерес. Да сте ни здрави и Да сте живи, ни благодариме здрави и што ни живи. дојдовте на гости, што дојдовте дома. Благодариме на поканата.